Благодарам председателя, почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. Денеска додека зборуваме за ребалансот на буџетот и за очекувањата од него, Република Македонија е силно погодена од вирусот COVID-19, но исто така, за жал, погодена и од неспособноста на оваа власт која што треба да се справи со оваа криза. Владата предводена од СДСМ, својата неподготвеност и несериозност за справување со ваква криза Минов, ја покажа Арбен, така што на почетокот од пандемијата доцнеше со мерките кои што требаше да ги спроведе на време, но исто така несериозноста ја покажа и со изјавите на министерот Филипч, дека бројката на позитивни случаи нема да надмине 2000, но изјавите на премиерот Зоран Заев, кој што заедно со председателот на Комисијата за заразни болести изјавуваше дека коронавирусот е победен. Сето ова, па дури и ракоплескањата од Бихачка, представува само гол пиар за јавност. И денеска, кога јавното здравство е најпотребно, владата на Заев заборави наветувањата дека ветил бесплатно здравство за нови болници и амбулантни возила. Денеска, во услови на пандемија, наместо бесплатно здравство за народот, добивме здравство во кое само вчера починаа 21 лице. Министрите и функционерите на власта се тестираат од COVID-19 бесплатно и итно, додека обичниот народ чека на тестирање дури до 7 дена. Добивме здравство во кое бесплатните брзи тестови чинат 1000 денар. Здравство во кое директор поставен од СДСМ во очај на социјалните мрежи преку статус на Facebook бара донации за ново возило за итна помош. Нема бесплатно здравство, нема нови болници, нови амбуланти. Тестовите за COVID-19 во државните лаборатории се тешко достапни. За тестирање на државен трошок се чека дури и по 3 дена, па некогаш и по една недела. Додека за брзите тестови кои што се најавени, нема слободен термин за следните 7 дена. Излезе и податок дека за тестирање во приватните лаборатории граѓаните потрошиле цели 6 милиони евра. Во услови на пандемија, господа, ова е чиста кражба. Тоа е суровата вистина, но како и за се друго, го излажавте народот, одговорност нема, но исто така и оставки уште помалку. Колку една влада е успешна во борбата со последиците од корона кризата може да се измери доколку се анализираат мерките на владата кои придонеле кон заштита на здравјето на луѓето од една страна и кон заштита на домашната економија од друга страна. Овие две компоненти најчесто го даваат одговорот за тоа колку една влада е успешна во справувањето со корона кризата. Ако се земат во предвид овие параметри и според нив се проектира резултатот на мерките на владата на СДСМ, тогаш може да се заклучи дека се работи за големо промашување во проектирањето, во спроведувањето, но и во реализацијата на мерките и во економијата и во здравството. Анализите покажуваат дека земјите кои што добро се справиле со корона кризата, се справуваат добро и со економската криза. Од тука фактите се брутални. Во Република Македонија во моментов има повеќе од 1000 ново заразени дневно. Рекордни 42% од тестираните се позитивни и 1020 смртни случаи до вчера, што не вбројува помеѓу 20 земји со највисока смртност во светот на 1 милион жители од една страна, додека од друга страна Македонија должи 6 милиарди и 571 милион евра, а јавниот долг за 6 месеци порасна за 1 милиарда евра или рекордни 60,7% од бруто домашниот производ и дефицит или минус од 920 милиони евра за оваа година. Значи, според здравствениот, но и според економскиот параметар, оваа влада многу лошо се однесува со кризата. Во однос на економијата и домаќинското работење, владата предводена од Зоран Заев ја задолжи македонската економија за 2 милиарди евра, без притоа да имаме било какви видливи резултати по однос на заживување на економијата, капитални инвестиции во инфраструктурата, здравството, образованието и животната средина. Што да се каже за овој ребаланс? Се кратат средства дополнително од образованието. Како што вели народот, каде што е најтенко, тамо се кине. Се кратат пари за изградба и реконструкција на стали училишта, се кратат пари за изградба на ученички и студентски домови. За локални патишта се кратат пари за капитални проекти за реконструкција на казнено-поправни домови и затвори, се крати за гасификација и железничка инфраструктура. Се намалуваат исто така и парите за изградба на клинички центар во Скопје, кој што беше најавуван како голем проект на оваа влада. Се крати за болницата во Штип, а се укинуваат и парите за изградба на нова на клиничката болница во Кичево.
Со една реченица, се уште важи онаа старата дека СДСМ шајка нема закован. Имајќи предвид дека со ребалансот секогаш се крати расходната страна, тоа значи дека се кратат проектираните средства кои не се искористени од министрите и функционерите поради нивната неспособност да реализираат проекти. Со еден збор, онаму каде што не сте способни да реализирате, а тоа се капиталните инвестиции, таму се крати и најмногу. Кога зборуваме за ковид кризата и за досегашните мерки за спас на економијата, може слободно да се каже дека до сега нема реална анализа за ефектот од спроведувањето на мерките кои ги донесе владата со претходните 3 пакети. Односно, нема точни податоци колку точно изнесува вредноста на помошта, каде се точно насочени средствата, на кои стопански субјекти е помогнато и дали помошта е соодветна на финансиската кондиција на субјектите. Факт е дека и покрај економските мерки, голем број на лица ја изгубија својата работа поради кризата и затворањето на фирмите, што директно доведе до загуба на личниот доход и намалување на семејниот приход, внесувајќи страв дека во иднина семејствата ќе се соочат со многу потешкотии. Во голема мера работодавците ги намалиле своите платите за вработените дури и до 50%. Факт е исто така дека картиците во одредена мера имаат влијание за санирање на ефектите од COVID-19, но исто така факт е дека голем број на луѓе од ранливите категории не стигнаа да ги искористат овие картици поради X фактори. Од тука може да се заклучи дека гарантираната минимална помош која се однесуваше на физички лица беше недоволна, краткотрајна и не ја погоди целта ако се земе во предвид дека искористувањето изнесуваше околу 65%. Еднократна и краткотрајна помош не значи и системско решение на проблемот со зголемена невработеност, со растечка сиромаштија во Република Македонија. Според анализите на европските држави, најефективни се мерките за поддршка на компаниите затоа што со нив се одржува производството, економската активност и вработувањето. Вие избравте систем на директна интервенција, што е сосема поразлично. Кога говориме за ребалансот и мерките од четвртиот пакет, со овој ребаланс се прави за да се реализира четвртиот пакет на мерки за помош на граѓаните и економијата. Според анализата, четвртиот пакет на мерки изнесува 470 милиони евра. Само да се подсетиме дека со првите 3 пакети господинот Заев и министрите на владата не убедуваа дека се обезбедени 550 милиона евра или вкупно 1 милиарда и 20 милиони евра за спас на економијата и на одредени ранливи категории на граѓани до крајот на годината. Деновиве се изнаслушавме енергични, полни со оптимизам, но и манипулативни говори, претежно од пратениците од власт, со кои што сакаат да не убедат нас, но јавноста дека владата прави нешто посебно за нив. Но сепак суштината на владата е да помага, особено во криза и особено во пандемијата, како на граѓаните, така и на правните лица. Реалноста во Македонија е дека 455.600 лица живеат на работна сиромаштија, што е 22% од населението. Проекцијата на Светска банка е дека дополнително 130.000 граѓани ќе западнат во сиромаштија. Од тука може да се заклучи дека оваа влада за 4 години не направи ништо да ја намали сиромаштијата. Основен постулат за да се намали сиромаштијата е државата да ги насочи финансиските средства онаму каде што се најпотребни, а не за зголемување на богатството на богатите, како на пример фирмите на Заеви, Анѓушев и така натаму. Кога зборуваме за мерките и претходните 3 пакети, вие ветувавте дека ќе бидат во износ од 550 милиони евра, а не се толку затоа што вкупната ефективна помош која што е дадена на граѓаните изнесува 2 пати помалку, а во голем дел се работи за кредитирање кое што ќе треба фирмите да го враќаат на државата. Од тука и овој четврти пакет нема да се реализира, односно ќе се реализира половично. Ова значи дека вие, господа од власта, имате проблем со проекциите на мерките, или лошо ги поставувате мерките, или пак знаете дека нема пари за да се реализираат истите. Мерките многу тешко стигнуваат до малите и средни предпријатија, или пак воопшто не стигнуваат поради комплицираните услови кои што се поставени. Ако се направи анализа на вкупниот износ на мерки на четвртиот пакет, кој што е објавен на сајтот на владата, и ако се направи збир од сите мерки, ќе се заклучи дека четвртиот пакет на мерки изнесува 240 милиони евра реална помош, а не 470 милиони евра. Ова според експертите би значило дека се врши прелевање на средства од првите 3 пакети, кои што не се реализирани, за кои се фалите дека изнесувале 550 милиони евра и дека планирате уште многу нови задолжувања кои што повеќе ќе ја зголемат
должничката криза на Република Македонија. Во првите 3 пакети имаше многу недоследности кои што беа таргетирани и од експертите и од Сојузот на стопански комори. Имаше многу недоследности и грешки, компаниите не беа во можност да ги искористат парите во целост, затоа што се поставуваа невозможни услови. Парите завршуваа кај големите претпријатија кои што не беа многу погодени. Малите и средни претпријатија кои вработуваат 80% од пазарот на труд добија многу малку финансиска помош и денеска се пред затворање на бизнисите, за разлика од големите бизниси кои што имаат обрт од десетици милиони евра и можат да ја пребродат кризата многу полесно. Но за оваа работа се изјасни вашиот премиер, кој што изјави дека ќе ги поддржи локомотивите и големите бизниси, додека малите бизниси кои што тешко работат во оваа криза ќе згаснат. Потврда за лошата политика на оваа влада се и новите 45.000 невработени годинава и 20.000 откази поради ковид пандемијата. За да биде пострашно, вие како влада сте единствените можеби на оваа планета кои за време на пандемија ја зголемиле цената на акцизата на горивата за 3 денари. Првите 3 денари кои што ги зголемивте не беа доволни, па ја зголемивте за уште 3 денари, за да дополнително го осиромашите и така сиромавиот народ. Тогаш премиерот и екс-министерката за финансии не убедуваа дека за време на карантин не се возеле граѓаните, имаат вишок на пари. Само да ве потсетам дека денеска неколку месеци после завршувањето на мерките за карантин, мерките со акцизата се уште стојат. Потоа ја покачивте цената на електричната енергија за 7,4%, со што од народот ќе испумпате околу 20 милиони евра дополнително. Не знам дали сте свесни колкава штета овие покачувања му прават на народот во оваа тешка криза. Кога говориме за мерките, факт е дека според проекциите досегашните мерки не го неутрализираа негативното влијание на кризата. Кога зборуваме за проекциите и анализите, мора да признаете дека сте експерти за промашување, затоа што вице-премиерот за економски прашања на едно гостување на национална телевизија изјави дека граѓаните ќе потрошат најмалку 150 милиони до 200 милиони евра во викендот без ДДВ, додека кај народот ќе се вратат 17 милиони евра. Тоа е големо промашување. Најверојатно проценката ја правил според длабоките џебови на членовите и функционерите на СДСМ, а реалноста е дека од овој викенд поединечно во просек ќе се вратат околу 3 евра по корисник. Викендот без ДДВ како прва мерка е промашена во проекцијата, во реализацијата, но исто така и парите од викендот без ДДВ не се вратени на граѓаните. Исто така, деновиве се изнаслушавме дека со овој ребаланс нема да има нови задолжувања. Тоа е чиста лага, затоа што ќе не задолжувате и понатаму со домашни и странски кредити, кои што ќе ги враќа овој сиромашен народ. Не задолжувате и вашата неспособност сакате да ја покриете со задолжување. Околу четвртиот сет на мерки, сакам да ве потсетам дека и Сојузот на стопански комори изрази сомнеш дека мерките, како што се договорени, така треба и да се ефектуираат во реалност, транспарентно, а не како првите 3 пакети кои што беа спроведувани во сомнителни услови, што остава сомнеш за кој што искажа исто така сомневање и светските организации. Дел од четвртиот пакет на мерки ќе биде наменет за помош на пензионерите со пензија до 15.000 денари и други ранливи категории. Сакам во оваа прилика да ја споделам загриженоста од страна на пензионерите, но и на останатите кои се исплашени за своето здравје и прашуваат како мислите да ја реализирате оваа помош со платежни картички. Ако се земат предвид гушвите пред банките, кои се создаваат годинава, особено по пропаѓањето на Евростандард банка и доколку се оди со стариот метод, тогаш ризикувате премногу со здравјето на пензионерите. Кажите ми кој би можел да чека на ред на зимски температури. Треба да се размисли за нов модел како ќе се подели државната помош на пензионерите. Во врска со амандманите, ние како пратеници ја искористивме деловничката можност и предложивме амандмани од кои голем дел беа насочени кон превенција и спречување од ковид кризата. Токму затоа предлагавме дополнителни средства за купување на амбулантни возила, медицинска опрема, еколошки филтри, онаму каде што е тоа неопходно. За жал, нашите амандмани беа одбивани. Неопходно е да се набават нови амбулантни возила за брзата помош во Тетово, транспортни возила за клиничката болница во Тетово, за да не ги доведуваме директорите во очај да бараат донации преку Facebook статуси. Ветувавте изградба на клинички центри, нови болници, 500 километри автопат, а денеска чекате пари од заем за да изградите монтажни болници за пациентите.
Ако не знаете како, тогаш требаше да учите како тоа го правеше ВМРО ДПМН. Од планирање до реализација. На крајот треба да признаете дека политиката на ниска реализација на капиталните проекти или вашата политика шајка да не заковате би се удри од глава и предизвика неспособност. Исто така го запоставивте и образованието. Наместо шминка на постојните објекти, требаше да се подготвите за новите услови, да изградите и да реновирате објекти. Но за жал, децата имаат отнежнат пристап до образование. 40.000 деца немаат компјутер или пристап до образованието. Ги оставивте и наставниците на цедило, да се снаоѓаат како умеат сами на себе. Вашата неспособност предизвикува колапс на економијата, време е да се преземе одговорност. Да се надеваме дека новиот пакет ќе промени нешто кон подобро, но и вистината е сурова, а тоа е дека не чека долга зима со оваа влада. Благодарам. Диме Велковски.